Изборна програма на Телма, прво соочување на кандидатите за градоначалници на предстојните локални избори. Вечерва добре дојде за претендентите за градоначалничката функција на општина Аеродром. И тоа Билјана Аврамовска-Ѓуреска, кандидат на движењето Одлучно за промени Дом и ЛДП. Добро вечер и добре дојдовте. Тимче Муцунски, кандидат на ВМРО ДПМН и коалиција Обнова на Македонија. Добро вечер. Добро вечер, благодарам за поканата. Александар Филиповски, коалиција Најдоброто за мојата општина, предводена од СДСМ. Добро вечер и добре дојдовте. Весна Кираџиева, кандидат на Левица. Добро вечер и добре дојдовте. Добро вечер и од мене. Миле Петковски, кандидат на Трајно македонско радикално обединување ВМРО. Правилата за дебата им се познати и се прифатени од кандидатите. Редоследот е според бројот на гласачкото ливче. Во интерес на времето и на дебатата, дел од правилата ќе ги повториме во текот на дебатата. Дами и господо, Аеродром е втора по големина општина во Скопје, една од најбрзо растечките според повеќе параметри, број на население, градежна експанзија, буџетски приходи. Од тука, госпоѓа Аврамовска-Ѓуреска, во една минута, кои се вашите клучни аргументи дека жителите на Аеродром треба токму вас да ве изберат за еден градоначалник или прва градоначалничка на Аеродром? Благодарам. Мојата амбиција, мојата кандидатура не е амбиција, туку е предизвик заедно со граѓаните да се оттргнеме од повторувачкото милје на големи очекувања, големи ветувања, меѓутоа и големи разочарувања. Ке се обидам заедно со граѓаните да работиме за нашиот аеродром да го направиме најперспективна општина која што ќе усвои меѓународни стандарди и модерно живење, и секако ова не е невозможно затоа што сите ние кои што сме се родиле во Аеродром, живееме во Аеродром, и тие што ќе се одлучат да живеат во Аеродром, да го имаат чувството на припадност, дека општината се грижи за нив, меѓутоа секако и тие ќе се грижат за својата општина. Сакам да бидам пример дека лицата кои што се избрани на јавни функции можат и поинаку да покажат највисока транспарентност, професионалност и честност. Благодарам. Господине Муцунски, влегувате во оваа трка со намера да прекршите еден завет пред гласачите, пратеничкиот завет, со цел да бидете нов градски татко или нов градоначалник на општина Аеродром. Кои се вашите аргументи дека токму вие сте вистинскиот избор? Во последните 2 недели од кога почнав во оваа кампања, слушнав и видов многу работи, дел од нив навистина ме разочара. Но јас имам една лична заложба во политиката. Во сите политички процеси кои што јас лично сум ги водел, велам дека е време да создадеме промени во начинот на кој што се води политичкиот дискурс во Република Македонија. Време е да зборуваме за политики и за решенија наместо за дневна политика. Се водам од идејата дека јас не влегов во политиката за таа да ме промени мене, туку јас сакам да ја променам политиката. И затоа во оваа кампања влегуваме со многу проекти, многу идеи, се за граѓаните. Но потребна ни е поддршка и мобилизација од нив, од тие кои што не гледаат вечерва на екраните. Да разберат дека по сите разочарувања во последните 4 години, по сите неуспеси, доаѓаат луѓе кои што навистина тоа што ќе го ветат, ќе го реализираат. Со проекти за младите, за пензионерите, за семејствата. Ние ќе го направиме Аеродром пример за Македонија. Благодарам. Господине Филиповски, вие исто така би прекинале еден завет и еден мандат, тоа е пратеничкиот, за да бидете прв човек на втората по големина општина во Скопје. Кои се вашите главни адути зошто аеродромци треба вас да ве гласат? Така, добро вечер до сите граѓани. Поаѓајќи од фактот дека целиот свој живот сум го поминал во Аеродром, јас знам секоја улица, го знам секој ќоше, го знам секое паркче и всушност ги знам суштинските проблеми со кои што се соочуваат граѓаните на Аеродром. Сакам да кажам дека јас имам конкретни решенија кои нудат излез од ова секојдневие во кое што ние сме соочени.
Значи ја барам поддршката, ја знам дека ја добивам поддршката изминатиот период и сум сигурен дека заедно со граѓаните ќе успееме да го одбереме најдоброто за нашата општина и нашата општина да ја направиме најдоброто место за живење во нашата држава. Едноставно, општината да стане сервис на граѓаните. Благодарам. Госпожа Кираџиева, 1 минута и за вас и вашите клучни аргументи зашто вие би биле првата градоначалничка на Ајрод. Благодарам. Нашата програма е јасна, концизна, прецизна и ги опфаќа сите оние проблеми со кои што граѓаните реално се сочуваат секојдневно, со оглед на тоа што почнавме доста порано во разгледувањето на проблемите на самите граѓани со самото тоа што јас сум жител на оваа општина буквално целиот мој живот и по потекло по баба и дедо и татко ми се од тука, така што сум трета генерација аеродромка. Ги знам точно сите проблеми на аеродром, знам точни решенија, бидејќи во овој изминат летен период буквално се сретавме со огромен број на жители, со огромен број на граѓани, така што ги разгледавме убаво сите можни решенија кои што ги исконцепиравме во оваа програма. Мислам дека на граѓаните им е веќе смачено и од политизација, од партизација во администрацијата, така што овие ќе ни бидат клучни теми на кои што ќе се обратиме кон луѓето, кон нашите жители, кон нашите сограѓани, така што верувам дека ќе имаме успешна програма, успешна кандидатура. Благодарам. Господине Петковски, вашата минута за вашите главни аргументи. Благодарам. Значи, како жител на аеродром, веќе 40 години во нашата општина, гледаме секоја година како се повеќе и повеќе ни пропаѓа нашата општина. Буквално нема слух за граѓаните веќе во нашата општина. Поради таа причина, сакаме да се ја вратиме општината самото да се биде сервис на самите граѓани и сите потреби на граѓаните да ги свртиме кон општината и со тоа да си ги решиме проблемите што ги имаме уназад веќе години. Мислам дека нашата програма е сосема јасна, прецизна и концизна, со кој што ќе ги подобриме сите услови во живењето во нашата општина. Благодарам. Благодарам. Во продолжение, сите кандидати ќе одговарате на прашања кои што ги тематски прашања по избор на уредничкиот тим на Телма, според повеќето сондажи за тоа што се најгорливите проблеми во општината. Накратко за правилата, секој кандидат има време од минута и 30 за одговор и по 45 секунди за реплика и контрареплика, доколку почувствувате потреба да му реплицирате на некого од кандидатите, имате право тоа да биде само еден. Првото прашање. Вашата општина е меѓу водечките во градежната експанзија. За 8 години изградени 6818 станови или 538 нови објекти. Стотици илјади квадратни метри зелена површина, слободен простор, завршија под бетон. Прашањето е како и на кој начин во следните 4 години ќе ставите крај на агресивната и нехумана бетонизација на аеродром, при тоа истата неследена од соодветна инфраструктура. Овој круг на одговори почнува со господин Муцунски. Повелете. Ова се избори на кои што даваме размислување, граѓаните оценуваат за работењето во општина Аеродром во последните 4 години. Во последните 4 години ќе се согласам и со констатацијата која што и вие ја произлегувате од вашето прашање. Имаше една носечка политика во општина Аеродром, тоа беше бетон, бетон и уште повеќе бетон. Треба хуман начин на градба. Треба да се почитуваат законските норми. Мора да има задолжително зеленило при градењето. Кога ќе има нови градби, мора да има и нормален развој за општините. Што мислам за тоа? Што мислам во таа смисла? Мора да има градинки за дечињата. Затоа ние во нашата програма предвидуваме 4 нови градинки во општина Аеродром. Сите основни училишта мора да имаат проширен капацитет. Мора да се работи на професионализација на службите внатре во општината. Тие да не работат под политички притисок и диктат, туку да ги следат сите урбанистички работења во насока на почитување на законите. Ние секојдневно гледаме и при градбите кои што се случуваат дека излегуваат камиони полни со кал, ги загадуваат улиците, но службите не функционираат бидејќи се под притисок од општинската власт, истовремено бидејќи не им се овозможени нормални услови за работа. Дали граѓаните знаат дека во моментот инспекцијската служба за животна средина во општина Аеродром нема ниту едно возило на располагање.
Мораме да работиме за создавање на хуман пристап на развој на општината, градба надвор од централните подрачја, градба со почитување на законски норми и пред се развој на здрава животна средина преку зеленило. Се тоа го има во нашата програма. Господине Филиповски, како до урбанизација без бетонизација или стоп на актуелната бетонизација? Истото прашање, минута и 30 за вас. Така, кога станува збор за урбанизацијата, она што можам да ветам е дека ќе ставам крај на урбаниот хаос кој што владее изминативе години во урбаното јадро на општината Аеродром, или поточно да прецизираме, тоа се работи за делот на Стар Аеродром. Она што е битно да се напомене е дека сите овие години, сите овие градења на тие индивидуални згради се носат по дупови кои што се донесени во времето на ВМРО ДПМН и кои се гласани всушност и од носителот на листата на ВМРО ДПМН за овие избори. Значи, мора јавноста да биде информирана за тоа што какви дупови се носеле, колку тие дупови биле штетни и колку згради изникна во урбаното јадро. Сега ќе речеме да, СДСМ бил на власт овие 4 години, но меѓутоа мора да знаеме дека и Златко Марин работел по дуповите кои биле донесени од времето на ВМРО ДПМН. Она што е особено важно да кажам, како сега ќе речеме ставам јас крај на тој урбан хаос. Значи јас немам магично стапче. Цела среќа во оваа ситуација е дека дозволите кои што се издадени по овие урбанистички планови доаѓаат при самиот крај. И тука ќе заврши таа приказна. Но треба да извлечеме поука дека вакви криминални урбанистички планови не треба повеќе години да се носат. Она што е важно е да направиме партиципативно тело кое што ќе биде во интерес и ќе работи пријави за реплика, ќе во можете интерес да на се граѓаните. докажете вашата минута и 30 заврши, но да ги слушнеме ставовите и на останатите кандидати. Повелете, Кираџиева. Една од работите кои што ќе ги кажам сега, прво ќе ги истакнам затоа што со оглед на тоа што истите приказни веќе ги слушаат народот, ние сите ги слушаме во изминативе 30 години како што сме осамостоени, постојано ги слушаме тие истите обвинувања, претходната власт, оваа власт е виновна, меѓутоа тоа не дава конкретни решенија на проблемите со самото тоа што ги обвинуваме. Да, точно биле. Сите сме свесни дека имало пропусти, за тоа се потребни ревизии. Не знам што се случувало во меѓувреме во општината со овие ревизии, бидејќи ние не гледаме воопшто некој да биде одговорен за сите овие постапки кои што досега се случили. Сметам дека токму овој недостаток на одговорност, дали морална, дали кривична, повторно ги охрабрува истите овие урбани мафии да делуваат, да действуваат против она што ние сакаме да го застапуваме за сите граѓани. Значи мора да се почне со некој вид на одговорност. Мора да застанеме на патот на урбаната мафија. Инаку во спротивно ние гледаме дека тоа повторно ни се реплицира, ништо ново не даваме. Мора да кажеме стоп за сето ова, да ставиме линија пред се кога правиме такви договори со сите овие инвеститори за урбанизација. Мора да се дадат некои конкретни рамки кои што ќе бидат составени и презентирани од самите стручни тимови, кога ќе им дадеме и ние насоки како сакаме да ја видиме општината, сакаме кога ќе се инвестира во вакви урбани делови, значи да има зеленило и тоа можеме ние да им го наложиме на самите овие инвеститори. Значи сакаме да има зграда, сакаме да има соодветна зелена површина. Господине Петковски. Искрено да ви кажам, јас се радувам дека овој мандат ми се погоди така да се кандидирам за градоначалник на оваа општина, бидејќи не знам колку се запознаени моите колеги, дека оваа година имаме промена на генералниот урбанистички план од нова година, што значи следните години ќе се прави нови детални планови. Со тоа што паѓаат во новите и деталните планови пред самата нова година, паѓаат и деталните планови во вода. Тоа мене многу ме радува со тоа што ќе ставиме малце стоп на оваа урбана мафија што е може и такво име се даде во јавноста, меѓутоа ќе ставиме стоп на сето ова. Меѓутоа има некои проекти што сакаме да ги протуркаме во аеродром, тоа е за секако за подобрување на начинот на живот на самите граѓани. Во разговори со истите заклучивме дека имаме потреба од некои работи, на кратко само би ги спомнал, не би сакал многу да зборам околу градбите, бидејќи кажав дека оваа година ќе има следните неколку години ќе имаме застој во таа работа. Инаку сакам да ви кажам дека сакаме да изградиме една пешачка зона од училиштето Владимир од Димитар Влахов, тоа се наоѓа на улицата
према Раде Кончар, каде што ни е таа една пешачка зона што ќе го врза аеродром со кисела вода, каде што ќе може пешаците слободно да се движат, што ни е навистина потребна дестинација и сите ја користиме. Втора работа, би сакал да кажам една изградба во просторот меѓу хотел Хилтон и хотел Русија. На кратко, дали ќе може само да се докажам, бидејќи 2-3 секунди, бидејќи меѓу хотел Русија и хотел Хилтон сакаме да направиме една копи-песна школка од парк. Со тоа што ќе направиме една школка, тоа е во дупките што ги имаме поред самиот кеј на Вардар, кај што имаме ви благодарам. Вашето време истече, ќе ве молам да го слушате и сигналот. Ѓуревска, кој е вашиот концепт за запирање на ова нехумана урбанизација на аеродром? Јас ке тргнам малку наназад. Аеродром како стара населба во 80-тите години на минатиот век беше пример за хуман урбанизам. Контра тоа, само пластично, стар аеродром, односно каде што беа лоцирани старите бараки, е типичен пример за нехуман урбанизам, каде што имаме 10-кратно зголемување на бројот на жители, на иста постојна инфраструктура со огромен минус на зеленила, каде што веќе нема простор за градинки, паркинзи, едноставно нема воздух. И мора да бидеме реални и искрени кон граѓаните. Во аеродром останува многу мал простор за паметни решенија со зелени површини. Она што ние го предвидуваме во нашата програма, тоа е делот помеѓу спортската сала и булевар Србија да се доврши со спортско-рекреативни содржини и велиме дека на селото и на селбата Лисиче да се изфорсира грејење со гасификација. Она што е најважно е да се намали со стамбената бетонизација и дехуманизација и секако дека нема да рушиме, меѓутоа мора да ги имаме во предвид научените лекции да не се повтори истото. Благодарам. За реплика се пријави господин Муцунски. Филиповски, ја следам и вашата кампања и вашите две денешни обраќања и гледам толку сте разочарани од работењето во последните 4 години во општина Аеродром, што сум убеден дека до крајот на кампања вие ќе го заокружите бројот 7. Но кога зборуваме за тој урбанистички план, тој урбанистички план за жал е погрешен, но е изгласан од сите советници во Советот во тоа време, вклучително и СДСМ, и ДОМ, и другите партии. Граѓаните за тоа се изјаснија во 2017 година. Јас како гласач во општина Аеродром се сеќам дека во 2017 година токму СДСМ ветуваше дека нема да се изгради зградата кај Мајчин дом. И тука не беше пречка урбанистичкиот план. Тука слободно можеше општината да ја купи таа парцела назад од една комерцијална банка и да се направи парк. Но се што ќе вети не се исполнува. Затоа ние ветуваме 100.000 метри квадратни нова зелена содржина и навистина развој на хумана животна средина во општина. Благодарам. 45 секунди контрареплика за господин Филиповски. Почитуван колега, би рекол Цунски, значи ние збориме дека јас сум незадоволен. Значи со самото тоа што јас сум тука, јас се сложувам со тоа дека нешто не е правено како што треба. Но меѓутоа има работи кои што треба да се кажат пред македонската јавност. А тоа е дека ВМРО ДПМ е носител на тој урбанистички план. ВМРО ДПМ не притискаше тој урбанистички план да се донесе. Кога зборуваме за зградата од Мајчин дом, тоа не е битно, кој го носи тоа? Дали го гласали вашите советници? Јас не сум бил таму. Добро. Јас не сум бил, јас кажам дека бил вашиот носител на листа. И вашиот носител на листа тоа го гласал. Добро, и кои други? Ама јас не можам да зборувам во туѓо име, јас зборам за мене. И јас за мене зборам. Истото. Така. Значи јас кажам дека вашиот носител на листа го гласал тие урбанистички планови. Јас велам сите погрешиле. И вашите советници погрешиле. Но меѓутоа нашите советници не се веќе на кандидатските листи. Значи ние доаѓаме во ситуација дека пак ќе грешиме. И да се навратам, бидејќи ми упадна во збор, би сакал да дадам изјава во врска со Мајчин дом. Мислам дека вие добро знаете кој е тој што го направи Мајчин дом да изгледа така. Сигурно сите знаеме. Тоа не е веќе ни јавна тајна. Тоа кошта 3 милиони евра. Граѓаните да дадат 3 милиони. 3 милиони евра требаше да во последниот блок да се поставувате меѓусебни прашања. Дали има некој друг за реплика или контрареплика во овој круг? Нема.
Одиме со следното прашање. Речи си во сите програми, вие сте први, меѓутоа кампањата да бидеме реални почна и пред време. Во она што го најавувате е модерна европска зелена општина. Што конкретно ќе направите овие заложби да не останат на хартија, бидејќи говориме за втората најголема општина во Скопје, која што практично има комунално предпријатие во Зародиш, а е лидер, односно 25% од вкупните приходи на општината доаѓаат токму од како приходи од комуналните такси за градба. Господин Филиповски, овој круг го почуваме со вас. Поведете. Вака, поаѓајќи од фактот, сите оние, како што кажуваме дека сме од Аеродром, сите што сме родени, што живееме и што функционираме во Аеродром, знаеме каква била нашата општина и знаеме каква сакаме да биде. Тоа е зелена, чиста и урбана општина. Основен проблем во изминативе години на аеродромци и аеродромки е тоа што ние немаме одржување на веќе постоечкото зеленило во нашата општина. Тоа јас ви тврдам дека при самото доаѓање како градоначелник на општина Аеродром ќе направиме целосна реорганизација на комуналните служби и ќе посветиме внимание секојдневно за тие паркови и зеленила и јавни површини да бидат зелени, чисти и урбани. Значи, тоа им го должиме на граѓаните. Ние сите знаеме со какви проблеми аеродромци се снаоѓаат, но меѓутоа веројатно кога ќе дојдеме од другата страна на ситуацијата, односно кога ќе влеземе во општината, ние најдне забораваме. Јас тоа ветувам дека нема да го направам, бидејќи долги години сум во Аеродром, ги знам дефинитивно кои се основните проблеми на аеродромци и аеродромки и ветувам дека ќе посветам најголемо внимание да го решиме тој проблем и една за секогаш аеродромци, како што знаеме сите и Аеродром е урбана општина, ние мораме да водиме грижа за веќе постоечкото зеленило. Тоа не значи дека нема да правиме нови паркови. Ние при секое наредно планирање, урбанистичко планирање, ќе вметнуваме нови содржини со зелени површини. Благодарам. Ве изслушав и сите внимателно. Проблемот е што постојано сите кои што веќе биле дел од оваа општина, без разлика од која претходна власт, сите некако се изолираат од ова, дека проблемот кој што се случува моментално конкретно со нечистотијата, со недоволното зеленило не е нивна вина, а всушност сите сме тука дојдени нели како представници на своите партии. Јас не верувам дека е во ред да се изолираме од она што до сега се случувало токму од овие партии кои што биле претходната власт и актуелната власт. Што значи не можеме ние да се вие да се тргате на страна да кажете дека она што моментално се случува во општината е само на еден човек или само на тие конкретни советници, бидејќи истиот кадар се провлекува во вашите партии. Не може да се изолирате од тоа. Од друга страна, ние доаѓаме како партија, јас конкретно, моите советници, како луѓе без претходен багаж, без криминално досие, и сакаме навистина да се потрудиме овој пат да изгледа општината како што заслужува. Пред се, имаме проблем со чистотата, со зеленилото, се е буквално исушено. Не се внимава на тоа да биде редовно, да бидат редовно полевани, да бидат новите садници одржувани. Има огромен проблем со депониите. Знам дека во главно седиштето на нашата општина некако се тера во Бисер, во Капитол мол, меѓутоа горно и долно Лисиче се така запуштени, има огромен број на депонии, а од таму ни доаѓа огромна смрдеа, бидејќи тука се палат овие депонии нелегално и имаме сериозен проблем во целата општина. Значи, сите си го знаеме проблемот во нашата општина што е. Значи, ова ниво на хигиена е најмизерно во однос на сите претходни години. Вакво нешто до сега се нема случајно. Втора една кратка работа ќе спомнам. Сите фонтани се претворија во жардинјери. Тоа е нешто страшно што не се прави нигде во свет и затоа не можам да си опростам за тоа дека го дозволивме ние самите стандарди што сме околу тие згради. Меѓутоа, тоа да го ставиме за понатаму, бидејќи јас сакам да кажам едно кратка нешто. Бидејќи не сме овдека буквално ферплей. Ние го подпишавме тој кодекс за ферплей, меѓутоа распределбата во медиумите не е нас ферплей. Немаме многу време да се објасниме за некои работи. Граѓаните кај мене ќе се Тука имате најферплей правила кои што ги прифатите. Да го искористам времето, бидејќи немаме да го имаме многу. Поготово за нас малите партии не го имаме
дали 4% од целото време што го имаат поголемите партии. Мене може ќе ме видите 3 пати во неделата, не ќе видите секој ден по 10 пати, може ќе ви станат и кукни љубимци дома. Јас мислам дека имате 30 секунди, подобро е да ги Да, добро, искористите јас сакам да се докажам за програмата. предходните излагања, да се докажам тоа што го имав. Што сакав да кажам за школка за зеленилото ни е познато на сите, да не се повторуваме. Трета работа што сакаме да ја направиме, имаме потреба во аеродром. Тоа е еден затворен базен. Имаме проблем со самите, имаме многу деца, многу луѓе што имаат потреба од истиот. За да не идеме во други општини, зашто сосема е урбана и најурбана населба имаме, да немаме еден затворен базен. И последната работа што би сакал јас да ја спомнам, само на кратко. Ќе искористите во следното прашање, па Да, јас морам да си го искористам времето, бидејќи нема да го имам друг пат. 1 минута и 30. Аврамовска, Ѓореска, повелете. Здрава и чиста животна средина дефинитивно е еден од приоритетите во нашата програма. Секако дека треба ново зеленило согласно законските прописи, значи кога имаме градба се знае 20-30% треба да има тука зеленило. И она што е проблем во аеродром, мислам дека тоа е одржувањето на зеленилото. Меѓутоа, исто така, уште поголем проблем е одржување на хигиената. Конкретно во малото во кое што јас живеам, ајде да речеме дека тоа е руралниот дел од општината Аеродром, изминатиот период се случуваше да 14 дена не се собере ѓубрето. И тоа е навистина проблем, а граѓаните кои што живеат таму плаќаат локални такси. Така да, она што сметаме дека на некој начин ќе биде и решение за проблемот е формирање на јавно-комунално предпријатие кое што секако ќе си ги врши работите онака како што треба. Муцунски. Да го цитирам господинот Филиповски, бидејќи живеам и функционирам во аеродром, одговорно тврдам дека до 2070 година аеродром беше многу почиста општина и многу позелена општина. Зборуваме за проект наречен Екодром, зелена локална самоуправа. 100.000 метри квадратни нова зелена површина, која што примерно ќе биде фокусирана на парк во дрвјата во прв районски центар, кој што наместо да добие непотребна и ненаменско планирана општинска зграда, ќе биде парк на дрвја со посебни монтесори содржини за малите дечиња. Парк од 5.000 метри квадратни кај касарната Гоце Делчев. Зборуваме за одржување на парковите. Не е само, се согласувам, да се градат нови паркови. Мора општинскава служба да работи тековно на терен да се одржуваат. Аеродром не е зелен. Аеродром е полн со паркови со жолта боја. И тоа е страшно колку не се работи рационално во таа смисла во делот на менеджментот на актуелната општинска власт предводена од СДСМ. Мораме подитно да се справиме со дивите депонии. Пред се најголем проблем е Вардариште. И тука мора одлична соработка помеѓу општина Аеродром, општина Газибаба и градот Скопје. Покрај другите мали диви депонии кои што ги има, Вардариште мора да биде прв приоритет. Дајте да зборуваме за промена на фасади и кровови. Имаме кровови во општина во 21. век, каде што се уште има азбест. Дајте да зборуваме за отварање на општината кон европски фондови, кои што ќе ни помогнат да ги решиме тие проблеми. Можеме ние целодневно да зборуваме за политичка демагогија, но ќе го повторам тоа. Мораме во оваа програма, во нашите програми, да влеземе и да дискутираме за конкретни политики и решенија. Дајте да го отвориме прашањето зошто немаме зелени ѕидови по јавните објекти. Зелени ձидови кои што ние во програмата предвидуваме да се постават и потоа да се одржуваат. Во општината јас знам за неколку зелени ѕидови, од кои што ниеден во моментот не е одржуван. Благодарам. Реплика или контрареплика? Реплика дали Па би се надоврзал на тоа дека веројатно 45 секунди. Јас имам реплика, тоа па дека потом веројатно знае и против кандидатот дека Вардариште реално е под ингеренција на општина Газибаба и дека таму треба стварно заеднички да се реагира. Реален проблем, но меѓутоа со меѓуопштинска соработка сигурен сум дека и тој проблем е решлив. Она што е битно да знаеме ние како жители и граѓани на општина Аеродром, Аеродром бил и повторно ќе биде зелена и урбана општина. Тоа јас можам уште сега да го ветам на нашите граѓани. Ви благодарам.
Аеродром бил зелен, извинете, дамата предност, мислам дека е коректно на дамата, да предност, да. Споменавте Вардариште и двајцата. Колко е репликата, само да знаеме за кој да ви одговори? Муцунски, да, ја го спомнам Вардариште, така да. За него е репликата. Меѓутоа, повеќе е генерално, затоа што навистина и другите жители ние сме свесни затоа што буквално секој втор ден можеме да видиме црн чат од Вардариште, меѓутоа проблемот е што тоа не е во наша надлежност, во надлежност на општината, а сепак сето она што доаѓа од таму ние како општина го трпиме. Што значи таа меѓуопштинска соработка ќе мора да се воспостави и посебно да го насочиме ова како предлог кон градоначалниците, кандидатите за градоначалници на градот Скопје, бидејќи сепак ќе мора тоа така да го сработиме затоа што е огромен проект, веќе имаме разговарано дека се работи за огромна сума на пари која што евентуално би требало да се вложи, меѓутоа е дефинитивно проблем кој што ние како идни градоначалници на општина, кандидати за идни градоначалници на општина Аеродром, тешко дека би се сочиле самите. Да, дефинитивно, несомнено. И затоа јас на граѓаните им велам, поддржате ги и Бобан Стевковски во Газа и Баби Данила Арсовска во Скопје, за да има подобра соработка. Но, господин Филиповски, го спомнавте тоа дека Аеродром, да, бил зелен, не е зелен, но граѓаните се сигурни дека со кредибилна општинска администрација ќе биде зелен. Повторно. Едно прашање до вас. Сме биле пратеници. Добро, контрреплика. Извинете, ова е моја контрреплика, бидејќи имаше, ова е моја контрреплика на репликата. Моја дилема е, велите го сакате Аеродром, сите го сакаме Аеродром, сите сме од Аеродром, затоа и се бориме да водиме општината, но во ваша една година како пратеник, што сте предложиле во форма на амандман, закон, се дискутирал буџет, претпоставам 2 ребаланси на буџети, што сте предложиле за општина Аеродром? Дали сте предложиле решение на дел од овие проблеми за кои што тогаш сте молчеле, а сега гласно зборувате? Господин Филиповски, имате 45 секунди за одговор. Вака, во моето време, додека јас бев пратеник во собранието, единствено што видовме е кочење на законите кои се од интерес на граѓаните. Значи, вие истото продолжувате да го правите и сега. Сте предложиле нешто? Амандман? Јас бев во поддршка, јас предложив многу амандмани таму. Дали тие се прифатили или не, проблемот доаѓа зашто вие цело константно бойкотирате све што е од интерес на граѓаните. Тоа го правевте и претходно, тоа продолжувате да го правите и овој период. Што сте направиле за Аеродром? Јас сум правил за Аеродром. Што? Многу работи во животот. И јас допрва ќе правам за Аеродром. Тоа можам да го ветам на граѓаните. Јас не можам да правам проект кога не сум бил во општинската управа. Како пратеник сте можеле да предложите? Јас сум предлагал, но меѓутоа тоа не е одобрено, бидејќи вие како пратеничка група и во претходниот мандат и во овој мандат работите против интересите на граѓаните и на општина Аеродром и на граѓаните на цела Република Северна Македонија. Јас многу благодарам, тука одиме со кратка пауза за реклами и се враќаме со продолжение на последниот блок во кој веќе чувствувам дека кандидатите имаат многу што да се прашат меѓу себе и ќе можат да го направат токму тоа. Добро дојдовте назад. Прво предизборно соочување на кандидатите за градоначалник на општина Аеродром. Во интерес на времето, но и квалитетот на дебатата, ќе се повлечам од прашањата кои што беа подготвени од уредувачкиот тим на телевизија Телма и преминуваме на третиот сегмент, а во овој сегмент секој од кандидатите има можност да постави прашање до по еден од неговите против кандидати. Правото на одговор на кандидатот е 1 минута, пошто следува и можност за реплика и контрареплика од по 45 секунди. Бидејќи кругот го почнавме кружно, Кираџиева, почнуваме со вас и вашето прашање, до кого е упатено?
Моето прашање е до колегата Александар. Со оглед на тоа што еве и ни напоменавте на почетокот дека сте од општина Аеродром, меѓутоа она што го знаат повеќето на социјалните мрежи, особено и во медиумите, излезе информација дека вие всушност живеете на водно, односно во водно, на водно. Па сега е проблемот дека вие евентуално во последен момент предизборно ја имате променето својата лична карта со цел да бидете дел како градоначалник, како кандидат за градоначалник. Дали е тоа навистина така и што се случило во меѓувреме? Дали сте вие тука жител? Дали ја познавате добро општината, бидејќи сепак граѓаните сакаат некој кој што е од тука, затоа што само така ќе може да ги знае кои се проблемите на оваа општина? Јас можам да кажам пред граѓаните на општина Аеродром, всушност на целата македонска јавност, дека голем дел и најголем дел од граѓаните на општина Аеродром знаат кој сум јас. Јас не треба да се покажувам. Јас сум аеродромец, јас сум роден аеродромец. Најголемиот дел од својот живот сум живеел во аеродром, мал дел излегов од општината, но аеродром никогаш не излезе од мене, така да јас веќе подолго период функционирам, работам и целосно сум посветен да го направам аеродром поубава општина за живење. Така да од аспект на вашето прашање ви тврдам дека јас сум горд аеродромец кој ќе направи многу за нашата општина. Прашањето ми беше дали моментално живеете во општина? Моментално живеам во општина Аеродром. Добро, затоа што се премногу случајности, затоа што излегува податоци. Има податоци, има спекулации секакви, но меѓутоа дефинитивно со докази дека вашата лична карта до месец мај некаде се водела на таа адреса. Тоа не е вистина, да, може да се провери. Благодарам, господин Петковски. Вие сте наред. До кого е прашањето? Да. Само ке молам режија во интерес на времето, овој блок одговорите се ограничени на 1 минута. Само на кратко, бидејќи не излагам од политиката, вие сте веќе влезени, па чисто онака информативно и мислам дека со фамилијата Муцунски се знаеме, само чисто една прашање. Вака, далеко ќе се заплива во тие политички води? Се заборава на фамилија, на роднини, на пријатели, на сите оние вредности што се во самата фамилија. Мене тука ми е прашањето прво, како дел и ќе се му доврзам на истото. Морате да го дообјасните прашањето, за да, бидејќи некако чувствувам дека навлегува и во лична сфера, јас не го разбирам. Бидете попрецизен. Да, во ред. Бидејќи претпоставам дека сте православен и дека една од светите работи во православието е кумството. Бидејќи јас сум ви кум во вашата фамилија, ние не се знаеме. Јас ве знам вас, вие мене не ме знаете. Еве, поздрав до фамилијата Муцунски, до Слободан Вера и поздрав до Хотел Манастир. Ви благодарам. Нема ништо побитно за мене од моето семејство. Јас, меѓу главните причини зошто сакам да победам во општина Аеродром, е да дадам и пример за мојот син. За утре мојот 3-годишен син да се гордее дека неговиот татко заедно со тим, заедно, веројатно и со дел од вас сите треба отворено да соработуваме затоа што има многу добри идеи, ќе направиме аеродром подобро место за живење. Криво ми е што не сме се запознале до сега. Драго ми е што сега се запознаваме. Некојаш Господ има причини зашто некои релации се создаваат токму во одредени моменти во животот. Бидејќи јас сум таков кој човек, не сум кум само во Берово, него кум сум во повеќе градови во Македонија. Кумот мој кој што ме крстил, кој што интересно носи исто име како мене, ми е многу лично блиска особа, моментално е надвор од Македонија. Јас би сакал да создадам причина за тој што ме крстил и тој да се врати во Македонија. Не кажав дека сум личен вас кум, дека сум кум во вашата семејство. Но сум православен, сум верник и токму оваа битка е битка за аеродром, битка за Македонија, но за мене и битка за моето семејство. Благодарам. Аврамска Ѓуреска. Ке може ли ја прашањето да го поставам до двајцата соговорници, господинот Муцунски и господинот Филиповски? Би направил исклучок, но во ред, тогаш ќе морам, доколку има дополнителни прашања, ни остана време да им дадам можности на другите исто така. Че едно прашање за двајца. Да. Велиме дека сите ги имаме ние заложбите, ветувањата, предизборно, горе-доле имаме слични програми затоа што сите се залагаме за здрава и чиста животна средина, одржување на комунална хигиена, енергетска ефикасност, изградба на градинки, инвестиции во образование и така натаму. И велиме дека иднината може да биде поразлична ако граѓаните довербата ја дадат на оние кои што досега ја немале можноста да ги имплементираат своите политики на локално ниво. Кога тоа го велам,
мислам на нашето движење одлучно за промени. Значи, после 17 години, после 17 години колку што обстојува и општина Аеродром, имавте можност и едната политичка опција и другата политичка опција да се направи нешто и да се спречи бетонизацијата на Аеродром. И значи моето прашање, пак се враќаме на почеток, дали мислите дека со ова сега што го говорите, дека ќе стопирате бетонизацијата, би ја добиле довербата од граѓаните, а за тоа сте имале наназад можност од 17 години. Добро, одиме прво Муцунски, па Филиповски. Во однос на претходното владење на ВМРО ДПМН во општина Аеродром, јас и господинот Христов често сме дебатирале токму во ова студија на таа тема. Лично не стравувам да излезам надвор од партиските рамки. Дали имало одлични работи во претходното владење на ВМРО ДПМН во Аеродром? Имало. И граѓаните тоа го знаат. Но дали имало грешки? Имало. Треба да научиме тоа што е добро, да го надградиме и прошириме, а тоа што се грешило токму по ова прашање, треба да ги промениме работите. И токму затоа, на иста линија сме. Јас внимателно ве слушав вас. Хумана градба. Внимателно градење, фокус на образовни институции, нови градинки, Аеродром, замислете, господинот Христов спомна, втора најголема општина во Скопје, можеби и прва, сега ќе видиме со пописот ќе видиме, но што е најбитно? Нема гимназија. Тоа е таму каде што ние фокусот треба да го ставиме. Јас од моето лично искуство во образованието сметам дека токму тука можам да дадам и квалитетен инпут. Филиповски. Ќе се надоврзам на одговорот да кажам тука кога сме веќе кај гимназија, дека заедно во координација со град Скопје во наредниот период ќе се направи проект за нова гимназија во околината на средното училиште Димитар Влахов, со што ќе овозможиме на аеродромци и аеродромки да имаат конечно и своја гимназија во таа општина. Она што можам да ветам е дека како кандидат, а и нареден градоначелник, е дека ќе стојам на својот збор и ќе направам све да направам јавна хуманизација на целиот простор во општина Аеродром. Имате право на реплика. Па не, верете, ви благодарам за исклучок. Благодарам, господин Муцунски. Вашиот ред за вашето право на прашање до еден од вашите против кандидати. До господинот Филиповски. Кога станавте вие кандидат на СДСМ за општина Аеродром, актуелниот градоначелник на Аеродром, господинот Марин, пушти една јавна слика со вас, каде што вели: честитки другар. Продолжуваме заедно за уште поголема победа во нашиот аеродром. Шампионите продолжуваат заедно. Тоа што јас го вадам како заклучок од сликата е дека вие сте тим, ќе има некој континуитет во вашето работење, но да дојдеме на конкретното прашање. Јас, како човек кој што работи на универзитет, работи со студенти, секогаш велам еден од моите најголеми предизвици е кога треба на студентот да му се даде оцена. Би ве замолил вас. Прво, дали во последните 4 години господинот Марин во управувањето во општина Аеродром паднал или положил, а доколку положил, од 6 до 10, која би била оценката која што вие би ја дали за него? Филиповски, една минута за одговор. Добро. Ајде ќе се надоврзам и на оваа тема повторно. Значи, дефинитивно и Златко Марин положил, има недостатоци, затоа сум јас на ова место, но меѓутоа Златко Марин, пак ќе напоменам, се раководеше од аспектот на градење на дупови донесени од времето на ВМРО. Јас лично не сум задоволен со све што направи Златко Марин и затоа јас сум на ова место, бидејќи мислам и тврдам дека ќе бидам подобар градоначелник од него и од сите останати претходници. А од 6 до 10 која оцена би му ја дале? 8. Благодарам. Господин Филиповски, вашето право на прашање до еден од против кандидатите. Бидејќи сите нели збориме дека сме од општина Аеродром, би го запрашал колегата Муцунски, бидејќи има во неколку интервјуа кажано дека се школувал во школата, основно го завршил во основното училиште Љубен Лапе, дали знае каде се наоѓаат култната пицерија Џорџо и култната сендичара Џамбо? Секако, дефинитивно. Тоа биле места каде што сме се дружеле како млади. Јас прв пат доаѓам да учам во основното училиште Љубен Лапе во 2000-та година. 2 години поминувам со многу пријатели, со многу дружба. Тоа се едни убави спомени за мене кои што ме врзуваат со општина Аеродром. Се отвара прашањето за локациите, дефинитивно ги знам тие локации, тоа биле места каде што сме се дружеле и во трговскиот центар Бисер,
сме оделе на благо во сладкарница Мето, така да на многу убави места имаме поминати заедно, и во Џорџо, таму се славеле родендени, така да дефинитивно тие биле преубави места во кои што имам поминато 2 години од мојот живот како младо дете. И треба многу повеќе да направиме за основното училиште Љубен Лап. Јас жалам кога гледам што му се случува во моментот на Љубен Лап. Жалам што гледам какви хаварисани возила има околу него кои што представуваат ризик за дечињата. Така да верувам дека доколку ја добијам довербата на граѓаните, токму реновацијата на основните училишта ќе биде еден од врвните приоритети. За да биде се фер плей, бидејќи Ѓоревска доби 2 прашања, можност за уште по едно изостанати. Благодарам. Јас имам повторно прашање. До кого Прво ќе сега само до еден, бидејќи нема. Добро, ајде до Александар ќе бидејќи со оглед на тоа што доаѓа од водачката партија најатрактивен, неверојатно да го испрашуваме. Навистина не можеме да се дистанцираме од тоа, бидејќи се доаѓа од водачка партија која што очигледно имате убава соработка со оглед на тоа што ве поддржале. Како луѓето, како ние граѓаните можеме да ја добиеме таа ваша доверба со оглед на тоа што досега сето оно што сме го виделе од владеачката партија како на локално, така и на централно ниво е многу лош менаџмент, многу лоши политики, надворешни, домашни, локални. Како ние можеме да ви веруваме на вас, како овие граѓани, може да ви веруваат на вас дека вие ќе бидете поинаку со оглед на тоа што во континуитет аналогно постојано се манипулирани и самите градоначалници действуваат само како продолжена рака на централната власт и не сме виделе градоначалник без разлика дали и од оваа и од претходната власт да делува како индивидуа во име на граѓаните, а не како партиски полтрон. Благодарам. Повелите, Она што можам да ветам е дека ќе делувам пред све како индивидуа, ќе се грижам за сите граѓани без разлика од која политичка партија доаѓаат, а кога збориме за довербата, јас се нафатив да влезам како кандидат на овие избори пред све од поддршката што ја добивам од самите граѓани на општина Аеродром. Таа поддршка беше огромна, таа поддршка од ден на ден се повеќе расте и сум сигурен дека во наредните денови ќе доживее таква кулминација да на 17 октомври издвојуваме уште една победа во општина Аеродром. Господин Петковски, право на уште едно прашање. Едно кратко прашање повторно за Мусунски, бидејќи малце ме заинтригира ради тоа што ги спомна тие градинки. Не може, мислам дека да излеземе од таа шема, дечки, не може градинка или школа да биде предизборна програма. Мислам, многу е да не или изградена на патишта или на улици или на реконструкција на улици. Мислам, тоа само тие се теми што самата општина станарите на општината ги наметнуваат. Ако има потреба општината да направи, ќе го направи тоа, нема потреба да биде тоа предизборна кампања. Мислам, тоа е уназад години што не, мислам дека не држи веќе вода. На некој принципиално ниво се согласувам со вас. Но проблемот е што во последните 4 години нема скоро никаква инвестиција во делот, нема нови градинки, нема проширување на капацитети на градинки, значи нема соодветен развој во последните 4 години како што е потребен, господине Филиповски. Како што е потребен, затоа што знаете ли што се случува? Родителите не можат да обезбедат место за своите деца, плаќаат приватни градинки, ги носат дечињата во градинки во други општини. Мислам само да го прекинам на кратко. Само ако може да се доискажам. Добро. Да се доискажам. И затоа граѓаните мора да знаат дека со нова општинска власт доаѓа нов пристап во овој процес. Пред некој ден ми дојде на гости европратеничката од СДУ Маријан Волсман, шетајки низ аеродром, вели леле колку згради се изградиле, сигурно тука има 2 нови градинки. Се насмеав, бидејќи баш во тој реон нема ниту една нова. Друг е проблемот кај нас со градинките, само да ви и само чисто да ви кажам. Ние мораме да работиме и на обезбедување на меѓународна помош. Има многу фондови кои што ќе ги искористиме. Аеродром ќе добие градинки какви што заслужува, не само по градба, туку и по содржина. Само на кратко, јас не велам дека фалат градинки, фалат сигурно, меѓутоа треба да имаат приоритет граѓаните во аеродром на градинките. Ние сме го имали, претпоставам сите што живееме во аеродром, го имаме истиот проблем. Нашите деца не можеме да си запишеме во градинките што ни се во аеродром. Тоа е веќе во делов на менаџмент. Тука сте потполно. Значи, тука е сосема друга приказна и тоа мислам дека понатаму ќе мораме и ќе го смениме во нашата општина. Ви благодарам. Вообичаено е за ваквите дебати да се дава простор за директно обраќање кон гласачите, меѓутоа овој пат во време трајање од 45 секунди, јас тоа ќе го направам и со конкретно прашање.
младите, велите сите, се покаже и во оваа дебата, ви се во фокусот и ќе се надоврзам на ова што досега го кажавте. Како втора општина според број на население, како втора општина според број на приходи во Скопје, каква тоа перспектива им нудите на младите, ако од 8 основни училишта само едно е изградено во овој век, 2 се од далечната 1945 година, а градинките се бројот на градинки е под секој стандард. За сите по 45 секунди завршен збор. Почнуваме со вас. Така оди кругот. Како што сега и истата тема сега ја разговаравме пред малку, значи има пропусти, големи пропусти во нашата општина. Значи тие пропусти мора да се решаваат секојдневно, бидејќи помина толку години што во нашата општина буквално дали било одделна гарнитура или друга, не сакам да навлагам таму, тоа се е запоставено. Како што кажеме, од хигиената до самиот социјален живот во нашата општина. Со тоа јас мислам дека со нашето доаѓање ќе ги промениме сите овие работи и верувам дека ќе ги случиме сите партиски пипци што се влезени во општината и ќе може општината да се вратиме на граѓаните за да си ги постигнеме сите овие работи. Гереска. Спомнавте основните училишта во Аеродром, тоа се 8, едно од тие кои што е од минатиот век, меѓутоа за жал се реконструира 5-6 години, Димитар Македонски, тоа не смее да го дозволиме, тоа не треба да се повтори. Младите и младинските политики секако се меѓу приоритетите во нашата програма. Ќе пристапиме кон формирање на канцеларија за млади, која што е осмислена да функционира по повеќе проверен модел и кој што е применет во повеќе европски земји и практично нејзина главна задача ќе биде креирање и спроведување на младинските политики во општината, овозможувајќи еднакви можности на младите во образованието и пазарот на трудот. И секако да ги охрабруваме младите да бидат активни чинители во општеството. Мораме да инвестираме сериозно во образовниот процес, бидејќи образованието во Македонија е и социјална политика на некој начин. Што зборуваме? Прво, создавање на нормални услови. Прво да видите во какви тоалети одат нашите деца во основните училишта и во градинки. Потоа да зборуваме за дигитализација на содржините. Ние зборуваме за обезбедување на таблет за секое дете во основно образование, бидејќи тоа исто така станува во ерата на дигитализацијата социјално прашање. Значи, вие не можете да зборувате за фините работи, ако вие немате темел. Нашата образовна инфраструктура нема темел во општина Аеродром. И затоа велиме прв фокус реконструкција на сите основни училишта и потоа навлегуваме во дигитализација, нови содржини, квалитетни услови и за функционирање и за содржинско работење во образованието. Господин Филиповски. Дефинитивно приоритет број 1 во моето работење во општината ќе бидат младите. Целиот фокус ќе го насочам пред све кон нив, а тоа значи овозможување на нови градинки, нешто што претходно не се планирало. Кога се носели урбанистички планови, никој не планирал ниту градинки, ниту училишта, ниту спортски игралишта, ниту детски игралишта. Тоа мора да запре луѓе. Значи, тргам од почеток, ветувам дека ние имаме дефинитивно проблем, меѓутоа проблемите се настанати со ковид ситуацијата. Затоа, она што можам да го ветам пред граѓаните на Аеродром е дека ќе изградиме 2 нови градинки, а тоа едната е во склопот на дворот на Блаже Конески, кој што е сериозен проблем, и другата градинка ќе изградиме на потегот последна петка, а тоа е на потегот помеѓу Ново Лисиче и улицата Капчев. И благодарам. Кераџиева. Дефинитивно, како што веќе сите обстановивме, е проблем градинките, основните училишта. Ние секојдневно се соочуваме со истите проблеми кои што ни ги кажуваат нашите сограѓани, што значи мора да се приоритизираат изградбата на градинките и основните училишта во населбата, затоа што сме и Аеродром е прва општина по зголемување на бројот на ученици, со оглед на тоа што сме демографски млада општина, односно популацијата ни е претежно младо население со млади брачни парови. До сега не се работело во измина од оваа власт, како и од претходната, само се надополнуваат овие проблеми. Не се работело плански во сооднос со тоа како би можела да биде распоредена
како би можел да биде соодносот на градинки и училишта со она како се урбанизира оваа општина? Ви благодарам на сите за вечерашното учество во оваа кратка предизборна дебата како за загревање. Атмосфера. Благодарам исто. Ви посакувам на сите пред се успешна и пред се фер кампања. Бидете безбедни и почитувајте ги протоколите. А вам почитувани ви благодарам за вниманието. Бидете и натаму со Телма секој ден со нови содржини во дебатниот ден.